Да, по кратката пауза се враќаме повторно во студиото, минути за следниот разговор околу актуелните политички состојби во земјава, а секако и надворешната политика. Добар ден му велам на господинот Љупчо Ристовски, претседател на Интегр. Ристовски, добар ден и добре дојдовте. Добро е најдов, добар ден. На самиот почеток реков актуелните политички состојби во земјава, меѓутоа тие директно се поврзани нели со онаа надворешна политика што е актуелна. Денеска Албанија го отвара последниот кластер во преговорите со Европската унија, од оној пакет ние што бевме нели, па можам да кажам и понапред во однос на исполнетите работи, остануваме повторно да кажам во чекалната. Долги години чекална за Македонија во однос на евроинтеграциите. Зошто е тоа така? Па веројатно корените се длабоки и задираат во делот на политичката состојба, политички категории се во прашање, политички односи се во прашање, политички влијание се во прашање. Мислам дека доколку Македонија се оставеше да чекори нормално како и сите останати земји членки кои што се веќе во Европската унија, и ние ќе беме далеку поспремни за самиот процес и за самиот пат. Сега вината не можеме да ставаме само кај надворешниот фактори, кај односот на соседите кон нас, на Брисел кон нас, на Вашингтон, Лондон кон нас. Веројатно треба да трагаме и по корените на причините кај нас дома. Веројатно домашната задача се уште не ни е завршена како што треба и знаете кои се консекутивно секоја година забелешки во извештаите на Европската комисија. Ние корупцијата не ја разрешивме дома. Тоа е потребно и заради нас самите, основно заради нас самите, потоа и заради прогредирање на патот кон Европската унија. Не најдовме одговор за корупцијата. Јас упорно говорам со години наназад дека не се само законите тие кои што може да влијаат на успорување на процесите на корупција во државава, туку треба радикални системски промени во и економската сфера и во сферата на владењето. Јас упорно тврдам дека два моменти се многу битни. Она теза на Лорд Ектон, кој што велеше дека апсолутната власт апсолутно корумпира, се издигна на ниво на политичка теорија која што важи на секаде низ светот и во сите политички системи, во сите држави. Од тука ние треба да се чуваме од тој момент на апсолутна власт. Ние видовме апсолутното владење на Груевски тие 11 години до каде ја донесе Македонија. И покрај вака површните представи дека нешто се градело, дека нешто се правило и дека нешто се движело напред, сепак во коренот на економијата имавме трулост, која што се покажа. Значи, едноставно македонската економија не отиде особено напред, ни во процентот на раст, нели, на економски раст во текот на тие години, ниту пак во процентот на раст на бруто домашниот производ. Знаете, компонентата на бруто домашниот производ е во суштина материјалното богатство на една држава и таа е основната компонента на индексот на човековиот развој или индексот на просперитет. Јас во икс наврати сум го говорил, сум го објаснувал и сега ќе го нагласам и повторам. Дали една економија оди напред или не се гледа по тоа колку додадена вредност создава во текот на една година. И ако сакате, не само во Македонија, споредбено еве Македонија на 20% поголема територија од Израел, јас сум го кажувал овој податок, Израел во моментот прават некаде 300 милиарди додадена вредност годишно, значи производи и услуги 300 и над 300 милиарди. На 20% помала територија од нас готово немаат вода, освен во северниот дел. Македонија не може да направи ни 13 милиарди бруто домашен производ и тоа е страшен пораз. Пораз е и за Социјалдемократскиот сојуз и за ВМРО ДПМН, ги издвојувам тие две политички гарнитури затоа што тие две владеат еве 35 години со Македонија, или се доминантни или имаат апсолутна власт во неколку изборни периоди, изборни циклуси. Сега зошто е тоа така? Веројатно, значи јас сум убеден,
и како професор и како човек од праксата од стопанството дека самиот систем е така поставен да имате блокатори на растот. Во Албанија, да речеме, имате поголеми економски слободи. Далеку поголеми економски слободи. Можеби и таму има висок степен на корупција, можеби и таму има влијание на извршната власт во бизнис сферата и така натаму, меѓутоа не е до тој степен изразена и до тој степен закрвавена да не може системот да оди сам по себе напред. Ние имаме сериозни блокатори готово во сите системски сфери во Македонија. Значи во економијата вие немате сигурност за водење на бизнис. Во Македонија вие немате сигурност на странскиот капитал. Значи во Македонија вие имате преголема регулатива за одредени области. Имате систем кој што не може да прати забрзан раст и развој и од тука потребни се нужни корените промени. Еве, ако сакате да ви доближам, земете сферата на алтернативните извори на енергија. Ние дури и велиме дека и со британскиот кредит ќе се прават волку гигават часови, толку гигават часови и така натаму. Меѓутоа вас Мепсови спие со години. Мепсо веќе почна да таложи загуби. Значи системот на пренос на енергија во Македонија е рудиментиран, застарен и е недоволен за потребата на стопанството за забрзан раст во делот на алтернативните извори на енергија. Не зборуваме само за соларните фотоволтаици. Системот не може да ги прими, дури само нив. Не збориме понатаму за хидроенергијата, камоли за Вардарска долина и така натаму, па за Чебрен, Галиште, Бошков мост и така натаму. Значи ние, а доаѓа и третиот бран. Тоа е хидрогенот, зелениот хидроген. В последните научни дострели таму се сериозни, електролизата веќе е во една високо развиена фаза каде што трошковите за производство се сведени минимално, но имате уште една наредна фаза, се нарекува fourth stage thermal plasma процес, каде што ластерски се двои водородот од кислородот и тоа ќе направи бум. Тоа ќе симне цената на енергијата драстично на европскиот пазар. Фосилните гориви се уште не се исцрпени, се додека Америка ги има резервите, тие ќе бидат на цена и така натаму, Русија и останатите басени. Значи ние во Македонија не го следиме тој систем. Мепсо сам по себе не може сега да дуплира или триплира преносната мрежа. И тоа Мепсо станува кочница на забрзаниот развој. Ако вие во енергетскиот сектор не можете да правите развој, не само заради потребите, да речеме, на економскиот раст на стопанството, туку и за потребите за бидете енергетски независни, па и да извезувате струја во регионот. Македонија има потенцијали да биде извозник на струја во регионот. Значи, таму вие имате системски пречки. И сега државно Мепсо тоа не може да го следи. Од тука потребата е да влезат во процес на приватно-јавно партнерство. Да го донесете холандски Тенет, кој што само во Германија, во северозападниот дел, има 30 милиарди евра буџет, годишен буџет има, поголем од бруто домашниот производ на Македонија. Неколку кратно. И холандски Тенет има добиено, значи северозападниот дел на Германија ја управува преносната мрежа. И секоја година вложуваат во зголемување на преносната мрежа. Сега имаат проект околу 9 милиарди, дадоа еквити удели од собственичката структура и два пензијски фонда, норвешкиот и од Сингапур, влегоа во Тенет со 49%, внимавајте. И целта е да ја удвостручат преносната мрежа во Германија, затоа што веќе ветерниците навлегуваат длабоко во морето и едноставно Германија станува лидер во делот на алтернативните извори на енергија. Тие имат и преку 85% веќе алтернативна енергија во нивното стопанство за домашни потреби и така натаму. Значи зависност од фосилни гориви веќе е сведена на минимум. Од тука Македонија мора да се ослободи. Значи економските слободи се нужност. Ние не смееме да се враќаме назад кон државно стопанство, државно управување, се да биде државно. Државата едноставно е ужасен стопанственик. Запамтете ми го зборот, јас сум го говорил тоа многу пати, го видовме тоа со комунизмот, со тој државен социјализам, со државниот интервенционизам. Јас некна со една моја многу драга професорка, седеме во пензија сега од економскиот факултет, разговаравме и велам, економскиот факултет на УКИМ, ден денеска Кейнс им е светиња.
Значи, државната интервенција, државата да дава во стопанството, државата да дава субвенции, државата да интервенира секаде, државата, ако интервенира државата, ако државата ви дава, рачунете дека државата и ќе ви се товари со даноци, со не знам што, со такси, со давачки, со едноставно ќе се зголеми степенот на тортура. Зголеменото влијание на државата во економијата апсолутно значи ограничување на економските слободи. Во Албанија и во Косово економските слободи се многу поголеми на повисоко рамниште од Македонија. Таму немате инспекции секој ден да ве малтретираат со закани, казни, притисоци, уцени. Тука се раѓа корупцијата исто така. Значи, Албанија и Косово диша слободно. Ние скоро разговараме со една србинка која живее на Косово и ја прашуваме, пријателка на жена ми, и ја прашуваме, добро, зошто остана да живееш на Косово? Поубаво ми е на Косово, поголеми слободи имам, вели. Ваму ме малтретираат, инспекции, казни, притисоци, закани, корупции. На Косово ми е слобода, вика. Едноставно, послободно живеам на Косово. Србинкава го вели тоа. И сега ние што можеме да кажеме? Економските слободи мора да ги востоличиме на тронот. Тоа е врвот, ако сакате, на човековите права и слободи. Ако вие немате економски слободи во државата, ако државата ви е тутор над се, тогаш нема да имате развој. Ние може да обвинуваме Европска унија, Брисел, Вашингтон, Лондон, кого сакаме да обвинуваме. Ако ние домашната задача не си одработиме, ако не бустираме економски слободи во државата, ако не го ослободиме системот да функционира, ако не вложиме се од државата да го поттикне тој творечки потенцијал на секој индивидуа, на секој микро, мал и среден бизнис, ние ништо нема да направиме. Бизнисот сака слобода, луѓе, бизнисот сака да диши. Му ги поставувате правилата на игра и тој игра, не може да му ги менувате правилата на игра вод. Секоја година нови закони, секоја година нови измени и така натаму. Па земете го образованието, земете го здравството и така натаму. Јас некна на една дебата слушам дека УКИМ пропаднал заради приватните универзитети. Поголема глупост немам слушнато на планетава Земја. Поголема глупост, па од 100 најдобри универзитети на планетава Земја колку се државни? Па и другиот соговорник вели најдобри универзитети на свет биле државните, не е точно. Погледнете во Америка. Дали е Колумбија државен универзитет, дали е Рајс државен универзитет. Тоа се приватни универзитети, луѓе. Значи, најдобрите резултати во образованието ги покажуваат приватните универзитети, но мора да ги ставите во рамка, мора да им дадете систем и мора да им дадете во таа рамка и во тој систем слобода на делување и да бидат рамноправно третирани, дали се државни или се приватни. Не може УКИМ да го зема најголемиот колач од буџетот во образованието, а приватни универзитети да ги оставите сами да се борат на пазарот. Тука веќе имате аномалија. Тоа ви исто, ако сакате во делот на изборите. Не можете вие најголемиот колач од буџетот да им го дадете на победниците на претходните избори, ти 4 години да добиваат најголем колач од буџетот, по 1,5 милион, по 2 милиона евра добиваат и ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз годишно добиваат од буџетот, и сега во услови на кампања од буџетските пари кои што нели ги доделува Државната изборна комисија како минутажа нели во кампањата, вие класична перверзија, 90% од парите им ги давате ним. Повторно на тие што најмногу земале 4 години. Па логично е дека, видите, во политичката ембирија цената на добиен глас се движи од 1,5 до 3 евра. Кај нас еве нека и 4 евра, нека е поскапо. Па согласно на буџетот кој што го имаат политичките партии, така се распределува и изборниот резултат. Земете една проста математика и ќе видите дека тие што имале најмногу пари имаат најмногу гласови. Зошто? Заради видливоста. Вие не можете со 3% да бидете видливи на јавната цена. Немате прво минутажа на телевизија, минутажа на радија, немате простор во порталите, немате локации за билборди, немате ништо едноставно. И вие апсолутно во изборниот процес влегувате осакатени. И да сакате, и да имате своји пари, и да сакате да ги вложите, не можете да ги вложите во изборниот процес, затоа што законот така вели. Се мора да биде платено од Државната изборна комисија. Значи, тука ни треба радикална реформа. Ни треба радикална реформа во политичкиот систем, значи во законот за финансирање политички партии. Ни треба една изборна единица, луѓе. Не можеме ние со ваквиот модел. Ние го подхранивме албанскиот политички фактор. Постојано се најавува тоа предизборно, меѓутоа како да се бега од тоа една изборна единица. Единствениот изговор во минатите години и пред ОПСИ и пред сите меѓународни институции на ВМРО и на СДС беше Дуи не дава. Па еве Дуи сега не е во власта. Дуи не е дури ни во двотретинското мнозинство за да се донесе законот.
Зошто сега не го донесе законот? Во второ читање е поминат. Односно се извинувам, во прво читање е поминат, во второ читање да го стават, утре можат. Утре. Една иницијатива Павле Трајанов да поднесе, се враќа точката на дневниот ред, председателот на собрание го прифаќа, оди на второ читање, на прво што ме поминат, на второ ќе помине, оди на трето читање формално правно и завршува, добиваме една радикална реформа во која што, внимавајте, со овој изборен модел, ние истокот во Македонија го урнисавме. Западот го кренавме, истокот го симнавме. Значи, тоа е таа аномалија. Значи, имаме ние радикален, неравномерен, регионален развој во Македонија. Значи, така се одразува тоа. Ако имате силно политичко влијание, ќе имате влијание врз економските процеси. Значи, не може. Ние уште не сме влезени во делот на локалната самоуправа, уште не сме влезени во втората фаза на фискална децентрализација, не сме влезени. Треба еднаш да се измериме. Кој колку плаќа ДДВ, кој колку плаќа даноци, тој толков процент треба да зема од буџетот. Зборам за локален економски развој. Не може ние сега 20 години имате позитивна дискриминација. Во западниот дел на Македонија процентот на наплата на ДДВ е ужасен. И на останатите такси и комунали, ако сакате, Рачинова пред некоја година знаевте дека за цела година има собрано 0 данок. И од комунални такси, од било какви давачки. И државата тогаш им даде 500.000 евра за тековно работење во таа година, што е противзаконски. Значи, не можеме ние од политички причини, од политички притисоци да обстанат коалиции и така натаму. Тоа се вика, тој е страхотен геримендеринг модел на управување во локалната самоуправа и тоа е озлогласен во политичката теорија и во политичката емпирија. И ние тоа мораме радикално да го менуваме. Не можеме да спиеме, не престигна Албанија, Косово, утре Босна, Србија, сите одат напред, луѓе. Погледете по автопатот во Србија, тревата е ошишена, се е средено, нивите се обработени. Појдете по автопатот низ Македонија да ви се згади душата. Значи, секаде е обраснато, секаде е прљаво, секаде е нечисто, знаците се свиткани, искривени. Како да влегувате во Биафра? Мојот син се врати пред 2 дена од Гана, од Африка. Луѓе, па повеќе автопати се градат во Гана годишно, отколку што се градат во Македонија. Значи, страхотно е ова, ние немаме средено инфраструктура. Значи, македонското општество, македонската држава со СДСМ и со ВМРО, ДПМН, 35 години тапка во место. Народов се уште не се свестува. Веројатно тука има милион причини, и изборниот модел што го говорев, и политичкиот систем. Па и немаме радикална реформа. Конкретно во парламентот што беше нотирана една од забелешките во извештајот, еве кога зборувате и за функционирањето на генерално, нели, на целиот систем, практично и се блокира донесување на клучни закони. Потоа скратените постапки кои што се носат, нели, и тие беа нотирани дека и тоа е процедура која што ја подкопува во крајна линија транспарентноста, но генерално одлуки кои што тежат, а практично што ни се цена на застојот, каде што заглавува Македонија, ние повторно ги сведуваме само на уставните измени. Од оние задачи што рековте, што еве не се исполнети на земјава во делот на евроинтеграцијата. Меѓутоа тоа е еден сегмент. Она што добро го посочивте дека внатре ние имаме сериозни други проблеми кои што треба да ги решаваме. Домашни задачи би ги кажала. Ајде малку да употребиме логика. Ако сме свесни дека Брисел нема да ни дозволи да ги почнеме преговорите со Европска унија се додека не направиме уставни промени, не само уставни промени, внимавајте, него вели да се исполните се од договорот со Бугарија. Тоа се значи годишните протоколи. Во годишните протоколи тие длабоко задират во внатрешните работи на Македонија. Значи длабоко задират. Таму е клучното велепредавство. Таму во суштина, значи тие ви легуваат внатре. Мислам, дали јас во X наврати сум го поставил прашањето, дали ние подпишаме капитулација во однос на Бугарија, па комисијата да си дозволи, да се дрзне, да биде дотолку брутално безобразна, да се согласи учебниците по историја да им ги пратиме во Софија на одобрување. Па внимавајте, луѓе. Па секој нормален човек кој ќе му го кажете тоа, јас сум го кажувал на сенатор, за глава се фаќа. Значи, ова е страшна работа. И ние си го дозволуваме тоа, видите, за 30 сребреници
Историската комисија треба да се укине веднаш. Веднаш треба да се укине историската комисија. Немаме ние право да разговараме за историја со друг. А тие под негов диктат. политизацијата доаѓа од Скопје. Имајќи го ова во предвид, ако сакаме да си го задржиме националното достоинство, ние треба да се фатиме со радикални реформи дома. Во политичкиот систем, во судско-обвинителскиот систем, во правосудниот систем, луѓе, едноставно е решението. Направете целосен реизбор на сите суди и обвинители. Едноставно е. Па истите нека аплицираат одново, заострете ги критериумите, ставете мериторни критериуми. Значи има елементи како тоа се прави. Политичката теорија, луѓе и практика ги има дефинирано. Се знае кои се 72 елементи, се ако ги исполнуваат грото од тие елементи ќе бидат реизбрани, ако не, нема да бидат реизбрани. Значи, вие мора да влезете во една таква радикална реформа. Вие не можете да мафтате со прст на суди и обвинители и со тоа да извршувате политичко влијание. Врзнив. За да остане на позицијата, дека мора да работи вие како што ќе му кажете од владата или од било каде. Не. Понатаму заглавуваме во процесите. Па тие ќе судат за 10 кебапчиња затвор, а за крупни тешки дела и така натаму нема да судат. Вие видовте дека еден доктор го фатија жив со снимка за користење на дрога. Директор на клиника, така. Дали се направи истрага? Дали обвинителство влезе? Кој ти е добавувачот? Од кај си ја купил? Зошто си купил? Зошто си учествувал во трг? Тоа се серија на кривишни дела. Во јавно штама. Нема ништо. Никого не го интересира. Демек доктор бил. А обичен човек, ако го фатите со 2 грама марихуана, 30 години затвор ке заглави. Чи не може да имате вие двојство. Мора да законите да важат за сите. Или важат, или не важат. Во делот на корупцијата, јас, ако ни ја чита некој изборната платформа и програмската платформа на партијата, ќе види дека има многу едноставни решенија. Каде е изворот на корупцијата? Во капиталните инвестиции и во несуштинските трошења. Кој ја прави? Тој што има подпис на буџетска сметка. Просто е. Едноставно. Му го земате влијанието врз капиталните инвестиции и несуштинските трошкови, ги вадите надвор во еден посебен приватен инвестициски фонд, приватно јавно партнерство, правите слободна финансиска зона со нулта стапка на одоначување и ги носите, внимавајте, 11 трилиони долари во моментов во Америка, се гроздобер, значи слободни пари во оптек. Луѓе може да ги привлечеме со радикални економски мерки, похрабро, приватни инвестициски фондови. Ние банкарскиот систем ни е затворен. 5 банки не роварат 30 години. 5 банки малтретираат народ со ажурирање на податоци и блокираат картички сметки. За обично ажурирање податоци, па уште ако сте политички изложено лице, секој 6 месеци ќе се малтретирате со купишта документи. Наместо еднаш електронски да се подносат и да се обновуваат годишно, тие ве малтретира со хартии, со провизии, со страотно е. Банкарскиот систем аздиса во Македонија. И ние не влегуваме во радикална реформа на банкарскиот систем. Гувернерот на Народна банка се уште не го ослободува банкарскиот систем. 5 банки си и толку. Тие ќе ви стават јамка околу врата и завршена приказката. Зошто ние немаме слободен пазар во банкарскиот сектор, на финансискиот пазар? Зошто не го ослободиме системот за приватни инвестициски фондови? Па јас како фирма место од банка да земам пари од приватен инвестициски фонд. 400 мегавати штип, кој што се уште не се во процедура заради неусвоен закон во собрание, се пари од приватен инвестициски фонд во Франција со 1,7% камата годишно. Што правиме ние мобет? Че ние ако сакаме да го разиграме системот, не само микро, мали и средни, туку и големите, крупните бизниси, ние мора да внесеме нови банки во Македонија. Ние мора да внесеме приватни инвестициски фондови. Мора да се ослободиме од стегањето од страна на државата. Ние ќе контролираме банкарски сектор, ние контролираме капитал во Македонија, ние ќе контролираме раст и развој. Кој сте бе вие да контролирате? Кој ви дава за право, па и влада да бидете? Кој ви дава за право вие да ги контролирате животите на луѓето? Не. Луѓето се собрале, направиле држава, ви избрале да владеете во интерес на луѓето. И од тука вие мора да се престроите, да сте подметнато рамо, подадена рака, Лјупчо Ристовски да успее во бизнисот, вие како телевизија да успеете, CNN да станете, сите да одат напред. Државата треба да биде слуга на луѓето, на народот, на поединците. И ние тоа не го сваќаме. Уште сакаме голема држава, уште добиваат партии кои што сакаат државен интервенционизам, државни предпријатија, даноци високи големи. Па каде оди Македонија, луѓе? Каде оди? Во 13 век сме, слепо стрево ќе станеме на ниво на Европа. Ако сами не се радикално реформираме, не ќе можеме да го премостиме овој политички притисок од Брисел, од Софија и така натаму. Јас ви тврдам дека Македонија има потенцијал.
има потенцијал да стане само партнер со Господ, значи сонцето, воздухот, водата, почвата, тоа да го стави во функција, секоја педа земја да произведува не само приморно производство, не само приморни земјски производи, него висока финализација на храна и пијалоци, енергијата, значи од вода, од не знам што, водата, значи Македонија, пасиштата да ги искористи. Значи Македонија може да стане извозник на месо, а не да увезуваме 100 милиони евра месо увезува Македонија. Па не ли ни е срам на волко пасишта? Македонија увезува 100 милиона евра храна, луѓе. Па не ли е тоа срамота? Не ли е тоа пораз? Добро или обратно нешто што го произведуваме надвор? Не ли го чувствуваат премиериве или бившите премиери или сегашниот претседател на партија како пораз на државата? Бе, луѓе, тоа е за мене пораз. 35 години се давиме во жива кал. И не сака овој народ да погледне малку повисоко, не сака да се ослободи, да се охрабри, да даде шанса на нова политичка визија, на нови политички субјекти, да го разиграат системот, да мрдне малку економијата, да едноставно секој се замисли и се буди со помислата како денеска да создадам нов производ, како да направам додадена вредност, како да излезам на пазарот да се докажам себе си со мојот потенцијал, со моите квалитети, а не да мислам како да земам бугарски пасош или како да излезам надвор од држава. Не, овде Господ истурил. Јас 1000 пати ќе кажам, срамот е да биде сиромашен човек во Македонија. Ама со глупава држава, да ми простите на изразот, како професор не ми доликува, ние имаме глупаво владење 35 години. По-глупаво не може да биде. Не може да биде. И сега, кога ние радикално ќе излеземе на пазарот и ќе нудиме нови идеи, на луѓето им случи тоа како бајка. Па не е бајка, еве Албанија и Косово отидоа напред. Дали знаете, ние од Косово увезуваме мармалади, увезуваме храна од Косово, увезуваме вода флаширана од Косово. Луѓе, што правиме ние? Косово направи еден куп висока финализација во храна и производи, дека ние се тетаравиме со глупости. Значи, ние едноставно сме заглавени одат напред луѓето, одат напред луѓето. Не ти треба Брисел за да вие направите нова линија на производ во Македонија. Гледате што се случува наместо ИПАР програмата да ослободите, да фрчи, па ако треба и 24/7 додека не се искористат сите средства, сите денари. Јас да ме подсетам 2018. Дали знаете дека Брисел на Македонија изема, ја чуваат информацијата како тајност, Брисел на Македонија изема 700 милиони евра неискористени пари од ИПАРТ. Каде отидоа, да ви кажам? На Албанија и Косово. Од глуповото владење на оваа држава. Зошто? Затоа што не може тој да добие, ќе се збогати он. Ако не ми даде, нема да му дадам. Кој си ти да му дадеш? Твои пари се од татко ти, од дедо ти? Кој си ти? Тоа се пари од државата, од Брисел, од Европска унија. ИПАРТ мора да оди слободно. Концесијата на земјоделско земјиште мора да оди 24/7, додека не се исцрпи секоја педа земја. Но еве сега последните случувања со ИПАРТ 3 програмата, еве голем број од земјоделци се загрижени дали воопшто ќе стигнат средствата до нив, а тие веќе и направиле некои одредени чекори, инвестирале во одредени дејности. Ето и тоа може би еден од примерите кој што покажува нефункционалност во... Тоа е страшна работа. Значи, на тој процес мора да му дадете транспарентен тек. И мора тој процес да тече спонтано. Не може да тече по одлука на премиер, по одлука на министер, по одлука на не знам кој. Не. Тие пари не се негови, не се од татко му. Тие пари се да се поттикне бизнисот. И внимавајте, во третата мерка од програмата не може да видите вие висока финализација на производи од храна. Погледнете да видите дека се е дадено, само висока финализација храна нема во мерка 3 од ИПАРТ програмата. Нека си погледнат малце да видат зошто немаме висока финализација на храна. Зошто ние се уште увезуваме храна од Србија. Зошто 80% пазарот ни е поклопен со храна од Србија? Вие имате фирми кои што увезуваат од Србија, тука препакуваат. Па земете битолска млекара. Носат млеко, цистерни од имлек од Србија, тука го пакуваат како производ. Зошто не се развива домашното сточарско производство? Зошто нашите крави не даваат млеко тука? Зошто парите од тоа не остануваат во македонската економија? И не е само тоа. Земете милион други фирми. Земете ги сирењата, земете ги кашкавалите, земете ги сувомесните производи. Месото, ако сака да земете го. Зошто ние довезуваме? Погледнете, јас се запрепастив, кам продава јајца од Србија?
Зошто, бе, луѓе? Зошто Македонија нема земја доволно за да направи кокошарници, да направи одгледување на јајца, на свежо пилешко месо? Зошто и кам да увезува јајца од Србија? Тинекс да увезува јајца од Србија? Зошто наши големи маркети продаваат јајца од Србија? Зошто? Македонија не може јајца да произведе? До таму е стигната македонската економија. Затоа не одиме кон Европска унија, затоа не одиме кон Брисел, имаме тука малце проблем во нашиот мајцет и во погрешните избори 35 години. И сега од оно што повторно се навраќаме на европскиот извештај, бидејќи се нотирани голем број на забелешки, како што и претходните извештаи беа директно посочени, практично како и да нема поместувања. Во делот на судството, го споменавте пред малку, нотирано е дека нема напредок во независноста на судството, политички притисоци врз судскиот совет и недостиг на кадар и средства. Можеби тоа постојано и во други сегменти се провлекува, немање на кадар и на средства, па ги остава состојбиве за кои што претходно говоревте, на тоа ниво на кое што се наоѓаме. Предмети, судски предмети кои што го свртуваат вниманието на јавноста. Еве за 2 дена ќе почне случајот Кочани, односно судскиот процес за случајот Кочани, во кој што загинаа 62 лица, институционална немарност, коруптивни практики, Државната комисија за спречување на корупцијата го загуби практично кредибилитетот по оние скандали со председателката и така натаму. Голем број во низата сега од оние што барем во јавноста го привлекуваат вниманието и се поголеми случаи. Видете нашата глупост. Имате, by the way, таа комисија никој пат го немала кредибилитетот, не го изгубила сега. Таа е Државна комисија за спречување на корупција. Државата ја прави корупцијата, и државата си прави комисија да си ја спречи корупцијата што таа самата ја прави. Тоа е небулоза, луѓе. Небулоза. Ако континуирано 35 години владите на СДС и на ВМРО ДПМН се длабоко со рацете во грнете со мед, значи, продуцираат околу 500 милиони долари коруптивни пари годишно. Не зборуваме за сивата економија, за илегални гранични премини, за неплатени царини и така натаму. Таму имате страотни дупки, поразговарате само со 2-3 кои што се таму од средниот менеджмент во царина, ќе видите колку стока ви влегува и денеска. Не е само 35 години наназад континуирано сите го имаат изворчето таму. Колку шлепери месечно или годишно влегуваат без да се од царинот, особено кај високоакцизните стоки. Погледнете го тој податок, поразговарате со 2-3 од среден менеджмент и секој ви стане јасно. Значи, имаме ние длабоко коруптивен систем и тука мора системски да интервенираме. Значи, ние мора системски да интервенираме ако сакаме да се ослободи. Global Financial Integrity води евиденција прецизна за сите бивши комунистички земји во Источна Европа. Има скапи софтвери, податоците што ги користат, јас сум го објаснувал во јавноста, зимаат податоци од Заводот за статистика, зимаат податоци од годишните извештаи за буџет во собрание, од службените весници за локалната самоуправа, буџетите, од царинската управа и сите тие податоци за увоз, за наплатено, за исплатено, за додадено, ги ставаат во барабан и на крај барабанот кога ќе го обработи податокот, тоа се скапи софтвери со економетриски модели, точно кажува дека влегле сума X пари во стопанството, а излегле како додадена вредност сума X минус 500 милиони долари годишно во стопанството. По легални текови се губат некаде, понираат, значи имаме порозност во системот, некаде околу 500 милиони. Сакате во купувањето на електрична енергија на пазарот, каде што пиковите се различни и тешко се води евиденција кој кога и за колку пари купил струја и по која цена и така натаму. Влезете во секоја сфера имате по едно изворче сериозно кое што носи големи пари. Коруптивни пари. И ние не го сечеме тој дел, значи не се бориме жестоко против корупцијата, ке се задоволиме со апсење на 1-20 за 10 кебапчиња за еве ИПАР програмата или некој градоначелник за 100.000 денари репрезентација и така натаму, и
Тоа е борбата за корупцијата. Не, законите, репресијата не ја решаваат корупцијата. Корупцијата решава системска радикална реформа, каде и да се завртите, ќе не идете на зид, ќе не идете на блокада. И сите потписници на буџетска сметка, јас сум го говорил тоа, значи сите што ќе ги избрани функционери потписници на буџетски сметки ќе си потпишат изјава на нотар заверена дека доброволно со нивна согласност дозволуваат да им се снимаат мобилните телефони, службените телефони, личните телефони дома, движењето се едноставно во период од 6 месеци во текот на една година по избор на одредено тело, обвинителство ли ќе биде, комисија ли ќе биде, собраниска или така натаму. Значи, да, едноставно, кога вие имате тендери од голема вредност и големи износи, тој да знае дека ќе биде под надзор, да знае дека е под видео надзор цело време, 365 дена во годината, не знае кога ќе биде сниман и како ќе биде сниман. Само со таа мерка вие ќе направите драстично. Има во Агенцијата за разузнавање вакви примери и вакви изјави се потпишуваат кај што имате избрани функционери на клучни историни позиции кои што можат да влијат на процесите. И ние можеме да влеземе во овој процес. Ова е една изворедна мерка. Капиталните инвестиции, ако ги тргнете од системот, нема каде да влијае премиерот. Државата ќе се влијае со 33% еквити во Македонски инвестициски фонд. Таму приватните инвестициски фондови ќе купат удели 2/3 и вие создавате уште првата година 2 милиарди слободен капитал во Македонија. Не од банка, не каматиран, него капитал кој што ви носи вам додадена вредност. И од лајабилите преоѓате во асетс. Тоа во економијата е многу важно. До година тоа ќе нарасне на 5 милиарди. За 4 години вие може да создадете 20 милиарди. Имате слични примери во светот. Земете го норвешкиот Кралски инвестициски фонд. Ке видите таму како се запашна и до каде се стигна сега и со колку пари располага во моментот норвешкиот фонд на истиот или на сличен некој модел и принцип. Че ние капиталните инвестиции мора да ги ставиме во функција на развој, а не во функција на лично обогатење на премиери, министри, директори на јавни предпријатија, градоначалници. А јавниот долг 62,4%? Јавниот долг се решава. Јавниот долг се решава на многу елегантен начин, но со овој Македонски инвестициски фонд меин колку висок процент колку што е сега? Јас ви гарантирам дека со 2 изборни циклуси Македонија ќе биде debt free. Debt free. Значи нема да има 0, 1 евро нема да има долг Македонија по моделот на debt to equity swap се вика. Ама луѓе, економски факултет не го учи ова. Факултетите ова не го учат. Че луѓе треба да влеземе малце во економската теорија, во економските практики, во економските модели. И имате начини debt to equity swap, ние може веднаш долго да го претвориме во удели на Парискиот и Лондонскиот клуб на доверители, знаете, едниот од државата, едниот од приватните ентитети, може да го замениме со процент на еквити удели во инвестицијскиот фонд. Тие ќе ги купат уделите и ќе ги продадат на приватните инвестицијски фондови во овој финансиски триаголник Скопје, Охрид, Струмица, што ние го предлагаме, финансискиот триаголник, со нулта стапка на доначување. И тука вие во суштина станувате debt free. Ова може да го направиме вториот изборен циклус. 4 години треба фондот да заживее и во вториот изборен циклус веќе се влегува во фаза на чистење на тие долгови. Јас ви гарантирам за 8 години Македонија ќе има 0 долг. Нема да должи никому и ќе биде енергетски независна целосно, инфраструктурно ќе биде поврзана саат време до секоја точка во Македонија и нема повеќе да бидеме зависници од банки, од финансиски друштва. Македонскиот народ, луѓето во Македонија што живеат, ќе бидат ослободени од дополнително бреме, од дополнителен товар. Сега ние оваа визија не можеме да ја искажеме во јавност. Остануваат само социјалните мрежи и тук там по некоја емисија каде што сме поканети да го говориме нашиот модел како излазно решение. Че 95% времето го трошиме на анализа на изворот на проблемот, а 5% вие решението, ама треба да имате знаење, умење, вештини, лица кои што се честни, кои што сакаат да направат промена во Македонија. А може да направиме промената. И тогаш кога ќе види Брисел дека ние чекориме драстично напред, луѓе со овој модел Македонија ќе оди првата година меѓу 7 и 10% со стапки на раст. Втората година ќе оди над 10% стапки раст. Четвртата година ќе ја заврши дури со 15% стапки на раст.
Јас ви гарантирам дека бруто домашниот производ 3 пати може да порасне во текот на еден изборен циклус од 4 години. И ова е математички пресметано со економетриски модели, ако ги ставиме во функција клучните лостови на економскиот развој една држава и ако се фокусираме на компонентите на индексот на просперитет според програмата за развој на Обединетите нации. Материјалното богатство преку бруто домашниот производ, нели, образованието и здравството. Потребно ни е здрава нација, нели, со долг животен век и потребно ни е образована нација, за да може да ги следи овие радикални процеси и реформи, оти без образование вие по патот некаде може да се изгубите. Затоа ни треба и образованието и здравството, но и, нели, создавањето на додадена вредност во текот на една година. Така. Господине Ристовски, ви благодарам за издвоеното време. Убаво рековте, не само да се детектираат проблемите, туку да се понудат решенија, да се седне на заедничка маса и практично во пракса да се искористат, но при тоа, како што споменавте, да се изгради еден систем кој што сме сите ние, кој што ќе се базира на нуклеус на образование и здравје, а проблеми да, ги има колку ви душа сака, но решенија има 3 пати повеќе. Добрата вест е што има решенија, само што да се применат и да се чујат. Има решенија, да. Уште еднаш ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и вам. Почитувани, вам ви благодарам што бевте заедно со нас во емисијата Студио 10. Останете на истата фреквенција, за кратко следуваат и вестите, плодневните вести во 12. Од мене пријатно.